Јас сум Рукија Демовска. Моето родно место е во Битола, таму сум родена. Дојдена сум тука во Гевгелија, учам угостителство и туризам во гимназијата Јосиф Јосифовски. Причината е тука што дојдов во Гевгелија, бидејќи мојот татко почина пред 3 години. Тука во Гевгелија живеам со мајка ми и војко ми. Јас добро ги немав таму условите, значи само ме стегаја дома, значи не ми дава да излегувам надвор. Дома да седам се стално. Со цвеќе работам, иако одам на училиште, но одам во рестораните и кафунината, продавам цвеќе за заљубени лица. Јас оваа работа ја избрав затоа што јас се чувствувам малце поголема, за не сакам од своите родители да земам пари за научениште или за излегување. Пример, ако ме види некој од учениците што учат во гимназијата Јосиф Јосифовски, кои ќе ме видат на училиште другиот ден и сите викат ја видевме Рукија таму со цвеќе. И сите се подигруваат со мене, но тоа јас не го забележувам, не обрнувам внимание. Што е од прво деление и до 7 никој не ме прифата од децата. Сите се оддалечуваја од мене. Не ме сака, не ме дружеа. Не знам која е причината, сите ме мразеа. По некој пат и ме удираја, но јас само си молчев. Само на една страна ќе се тргнав и ќе плачам. Значи, на никој не кренав јас рака, иако те му вредуваја. Значи, било шо. Во Гевгелија се запишав во училиштето Крсте Петко Мисирко во Гевгелија. 7 оделение. И таму, и во тоа училиште не ме прифатеа, сите ме мразеа. Не знам зошто, која е причината. Но јас се воздржав, не обрнував внимание. Се правев ладнокрвна. Во 8 оделение пак некако ме прифатеа. Не многу, барем малце ме прифатеа. Сега тука во прва година во Јосиф Јосифовски гимназијата и тука ме мразат, но не му обрнувам внимание. Имам тука во училиштето една пријателка, другарка со мене што учи и се вика Марија Делева. Таа ми е многу добра другарка и кога ми е тешко многу ми помага. Било што да се случи, секој пат е покрај мене. Никогаш не ме оставила. Воопште не ми е срам што работам ова работа, че многу сум задоволна и среќна. На таа работа многу се радувам. Кога одам на работа, без разлика дали во ресторан или во кафич, прво ги поздравувам со добро вечер. Му понудувам цвеќе. Некој земат, а некој не. Значи мора на сите работи да се навикнеш. Без разлика дали во ресторан или кафич, кога не сака некој човек цвеќе, ќе те увреди. Пример, ти зошто продаваш цвеќе, ти си невоспитена, значи со други изрази.
напред не сакам ништо, само ми е една желба имам кога ќе завршам училиште, без разлика дали гимназија или факултет, без разлика, сакам да најдам некоја скромна работа со скромна плата.